Една од најважните работи за да постигнеме ние мирен сон е да имаме еден баланс постигнат, што во одредени периоди од животот и не е така лесно, и не секој успева да го најде балансот. И една од првите работи која што се рефлектира проблем со спиењето. Под баланс тука подразбираме на тоа да најдеме еден сопствен мир. А сопствениот мир се наоѓа на тој начин што имаме поглед према работите кои што не оптеретува. Или ги завршуваме обврските, па немаме незатворени прашања од една страна, или од друга страна имаме правилен поглед према стварите кои што вели знам која е мојата задача, знам што можам да направам, тоа што можам го правам, тоа што е вон мои раце не ме оптеретува. И сега не е така лесно да се каже, тешко е да се направи. Меѓутоа има едноставни некои елементи кои што ние можеме да ги преземеме, а често не ги преземеме под изговор дека е тешко, дека ние немаме време или дека не зависи од нас. Значи во моментот кога влегуваме во стапица дека нешто не зависи од нас, немоćни сме и тогаш се јавуваат проблемите. Едноставни примери има безброј. Нивото на комуникација во денешно време секојдневно е огромно. Мејлови, телефони, вибери, мрежи, месенџери, цело време сме бомбардирани во информации. Ако ние одговараме во секој момент на секоја информација, значи само реагираме на дразбата, ќе се изразам стручно, која што кон нас обично другите луѓе ја предизвикува, значи ние сме константно под стрес. Ние не ја контролираме ситуацијата, ние само реагираме. Затоа, она што стално го препорачуваме, звучи комплицирано, ама не е. Вие диктирајте го времето. Секогаш кога можете, некогаш да. Не знам, шефот ви рекол сега има состанок или емисијата во толку часот и мора да биде тогаш. Меѓутоа, не морам сите мејлови да ги прочитам во моментот кога се пратени. Ќе си одберам време во денот кога ќе го работам тоа. 1 час, 2 часа, 3 часа, колку што секој има соодветно темпо и обврски на работа. На тој начин ќе бидеме попродуктивни, ќе ја завршиме работата, а стресот ќе биде помал, бидејќи кога веднаш се обидуваме се да решиме и квалитетот на одговорот не е добар, а стресот е висок. Добар, точно. Од друга страна, треба да покажеме малце, да речам, само почит и да најдеме време за себе, за да може да се избориме со проблемиве за стресот кои што понатака се рефлектираат како несоница. Да најдеме свој 30 минути или 1 час колку ќе успееме, зависно од врските во денот кои што се наши. И во тој период нема да дозволиме никој да не да речам вознемирува во тој начин, така, во тој процес. Од една страна ќе се ослободиме од стресот, од друга страна, значи, доколку сме во друштво, додека например еден семеен ручек може да помине без да бидат исклучени телефоните и да бидат тргнати. Ки почитуваме луѓето околу нас, поминуваме квалитетно време и едноставно мозокот го опуштаме во тоа некое време.